Која е инспирацијата за твојата маска вечерва? Изгледаш одлично. Ти благодарам, па немав нека посебна инспирација, најискрено. Многу ми беше тешко дури да најдам маски да ја искомбинирам со фустанот и среќа некако се искомбинира перфектно, али немам некоја посебна инспирација. Како ти се допаѓа евентот оваа година на Убавина и здравје и што мислиш за темата со маските? Искрено тоа е многу интересен потек да кажам, затоа што знаеш сите имавме некоја задача да направиме за да дојдеме на евентот, да кажам нели маски да најдеме нормално и оваа година гледам дека е стварно преполно. Можам да кажам дека досега можеби е најполно. Мило ми е што многу нови инфлуенсери имаме на сценава, што сето тоа и Убавина и здравје ни дозволуваат да го истакнеме, да одиме понапред и организираат вакви евенти, да се запознаеме, малце публицитет да добиеме и така. Дали мислиш дека луѓето под маска се чувствуваат послободно? Па, можно е, да. Јас искрено заборавам дека имам маска на мене, но одредени луѓе претпоставувам дека што има така некои моменти на слабост или не знам како да кажам, можеби да има маската момент каде што би се осетиле посигурно. Каква е моменталната ситуација на музичкиот план и што може да очекуваме во иднина? Па, тоа прашање најчесто сите го поставуваат за мене. Не планирам да се насочувам во таа насока повеќе. Повеќето, како што знаат, се верив и пред брзо време и се омажив, официјално сум во брак. Следна година свадба, нели нормално, затоа и не се презивам веќе Зунзуровска, тоа ми беше правилното презиме. Сите ме препознава, но одлучив да го сменам цел идентитет и едноставно насоката на животот да ја променам целосно. Што може да очекуваме следно од Благица и во која насока ќе одиш со животот? Најискрено сега работам на себе, на мојата иднина, на моето семејство кое што здраве Боже треба да го створам. На јавно поле не може да се очекува многу од мене, може само да се очекува мојот Инстаграм профил малце на повисоко ниво да се крене околу реклами, околу нели соработки со секакви брендови. Така да сега е тоа максимум што можам да го дарам од себе, па понатака нели животот си ги носи работите во својата насока каде што сите треба да одиме нели и планирам да биде малце подискретно тоа. Гледаме дека на Инстаграм имаш одличен контент, од каде ја црпиш својата инспирација? Па најискрено во моментот кога ќе добиам било каква понуда за соработка, одма ми текнуваат идеи, ми се нафрлаат некако во глава и само барам некој простор или било што за да ги реализирам. Која е најстрамната ситуација што те се има случајно во јавност? Леле, па не знам, најискрено не памтам нешто да ми се има случајно такво, општо се пазам многу од такви работи и одбегнувам некои јавни такви ситуации. Може да се каже порано на YouTube кога снимавме како јутубери нели некои драми што се правеа, тоа е кај мене само. Што е тоа што фановите би се изненаделе ако го дознаат за тебе? Па најверојатно тоа дека сум во брак, кој што веќе го открив, пошто многумина не го знаат. Да, ние следна година ќе правиме свадба, ама годинава си официјално си го сменив презимето и се, така да ете, тоа е нешто што најверојатно повеќе да не го знаат. Во ред, фала ти Благица многу. Фала и на вас.